Ова е прво видео од упатствата за користење на e-фактура. E-фактурата е во материјална евиденција, во излез на ова копче F. За почеток ќе се сконцентрираме само на доделување на сертификатите. Што значи тоа? E-фактура е праќање на податоци кон УЈП. За тоа праќање неопходно е да бидат поврзани сертификатите. Затоа што преку програмот автоматски ќе се праќаат, ќе се генерираат сите позадински активности. Во екранот за e-фактура сертификатите се наоѓаат на последниот тап. Што треба овде да пополниме? Треба да пополниме овластено лице за подпишување и кој сертификат од овој компјутер ќе се користи. Кога ќе отвориме страната за e-фактура, тоа е моментална e-фактура тест, ќе се логирам со моето име. Овде имам две фирми. Ќе изберам Databox. Databox е овој даночен број. Еве сум сега во Databox. Горе десно, ако кликнам на човечето и на профил, моментално овде профил е Сашко Јесиловски со овој број УЈП ИД. Вие треба овде да си го користите вашиот УЈП, овој број 19273 е мојот. И кога ќе се вратам назад кај Databox, ако кликнам кај сертификатите, ќе видам кој сертификат е доделен. Значи овој серијски број. Кога ќе се вратам во програмот, за да можам овде да менувам, овде не се менува секој ден, овде се менува само кога ќе има промена на сертификат, кога ќе има обновување или промена на сертификат, мора да се овде стави, да се додели специјалната дозвола и на може промени се отворат овие табелки. За овластено лице прв пат на овој компјутер, еве ќе пишувам Сашко Јосифовски и бројот 19273. Ова е за овластеното лице. За сертификатите, програмот ги чита од моментално инсталираните во компјутер. Ако кликнам два пати на овој ми е напредниот, овој ми е со токенот. Овој беше доделен. Значи сега имам за клиентот Databox, вие ќе имате многу клиенти во низата. Моментално за еден од клиентите доделувате сертификат и корисничко и овластено лице. Ако треба промена на овие, само го убираме другиот или отстрелуваме по потреба лице. Сега ќе морам пак да напишам Сашко Јосифовски 19273. Значи можеме сертификатот да го страниме или пак да го доделиме или да смениме друг сертификат. Еве ги моментално доделените сертификати. Ако треба ова да го направиме за друг клиент, еве за Infosoft, одиме во материјална евиденција, во излез, во e-фактура, сертификати, дозволена манипулација, може промени. Овде сега нема потреба пак да опишувам име и презиме, едноставно може да кликнем овде Сашко Јесиловски. Ќе го преземе и сертификатот и овластеното лице. Ако треба промена, а во оваа ситуација треба промена, сега ќе изберам другиот сертификат. Значи за Databox ми е исто лице, ама различен сертификат. Можам исти сертификат да користам за сите клиенти. Како ќе ми се доделени во УЈП. Значи, откако ќе ги доделиме овие сертификати, натаму нивното користење е автоматско. Се што ќе праќаме за Infosoft, автоматски ќе се ги користи овие credentials, овие подесувања. Следат следните видеа.